грешка од морална точка гледано, зошто дојдовме до ова? Доколку зборуваме за тероризам, национализам, тоа се измислени нешта за мене завада. Јас тука живеам 40 години, 40 збора немам лоши со македонец или со албанец. Од сето ова што го кажав, жалам што сето тоа би го повторил, бидејќи мислам дека времето го покажа дека сето тоа држи, можеби со други нијанси на елаборирање на нештата, но вистината е таа, рековме и од претходните панелисти дека вистината уште е затаена, дека одговорните не се пред извршната власт, пред судот, мислам. Метежот што се створи тогаш, како што ја нарекуваме мини војна, што таа војна немаше воена конотација, туку имаше политичка цел, што го реков тогаш, да не заплашат, да не завадат и да си осигурат за тогашната власт уште неколку децении власт, што значи некоја си, не би претерал да кажам, и некоја си диктатура тогашна. Случувањето што се случува, јас прв ден некои рекоа дека знаеле ден-два пред тоа или се слушало, се збора, и јас бев изненаден истиот ден, како обичен граѓанин, сожител со сите останати, иста болка, иста мака, иста, да речам, судбина не води под ова поднебје. Изреагирав што е сосема нормално, спонтано, може да се види толку бев и емоционален, не знајки времето што ќе го добијам, па се потрудев да го обземам што поголем период на нештата. Реков дека збиднувањата не се случуваат случајно од неспособноста на економски решавања што во кои се наваѓаме. Потребни ги се да стварат метеж, тој метеж го замислија во нивното сценарио со стравот што ќе го направат, едните ќе треба да бидат. Ова е многу важно да се потенцира дека кумановци, албанци и македонци не се скара, но власта која имаше интерес доведе увозни бунтовници, а конфликтот на некој начин да се препише на народот, што не е случајот и добро народот се снајде и не се опушти во такви авантури. Зборувам другото што е многу важно, никој не го потенцира. Имаме судски процеси за одредени бунтовници, кој загинал, кој бил крив, кој бил вовлечен, кој знаел, кој знаел. Многу е чудно за една држава, за едно подјебне почва како Македонија. Не сме ние ливада која нема никаков систем. Ние сме држава која има организирано војска, одбрана, полиција, тајни служби, сето тоа. Зошто никој од тие структури воопшто не даде одговорност, зошто воопшто дозволиме да влезат во Куманово, прво тие да одговарат, после протагонистите на нештата. Не може ни јас ке сум чувар на едно нешто, се случило, ама ништо, плати ми го и никоме никој, ништо. Тоа е тоа во што никој нема уште смелост да го каже дека треба структурите прво да одговарат што пуштија да дојде до тоа. Општеството треба да се едуцира, треба да се научиме да имаме смелост да се бориме кон неправдата, невистината, разумот да не води, вредностите и да ствараме една, сите настојуваме за една Македонија развиена, европска, толерантна, сето тоа, основ за сето тоа треба простор за другиот, а не политичарите едните или другите ни продаваат патриотизам, а патриотизамот што го продаваат се основа со мржња кон другиот. Патриотизмот се докажува со работа, развијање на земјата, економијата, враќањето на достоинството на државата.